Живнаа под Беласичките села. 2 недели годишно животот во овие ридски места се менува. Се раздвижува, се слуша джагор, смеа и песна. И селениците доаѓаат во своите родни куќи. Но најсрекни се постарите кои велат дека оглувуваат од толку тишина преку цела година. Фала Бога, има многу. Има многу странци. Дојдеа. Сега личе таквото, мислам, сеалта, напанисен народ. Тембе има празни. Празни, без само родители старци вртаме дома. А сега заличе малко, има млади. Има малку повеќе, ама не сме од таа категорија што седаме дома и многу не осеќаме. И локалната самоуправа вели дека раздвиженоста се чувствува. Не само физичка, туку и финансиска, затоа што луѓето вложуваат во имотите, купуваат и воопшто трошат во локалната економија. Особено се радувам на враќањето на луѓето кои се на привремена работа во странство. Тие го раздвижуваат локалното население, значи трошат тука дел од средствата кои ги имат заработено, а тоа директно и индиректно придонесува за нашиот локален економски развој. Се радувам кога го гледам и самото Ново село и останите населени места полни како што е денес. Тие се наши сограѓани, наши луѓе кои ние и текако ги очекуваме и целата наша економија, голем дел зависи од токму тие луѓе кои се на привремена работа во странство, го раздвижуваат и угостителството, го раздвижуваат и градежништвото, ги раздвижуваат туристичките капацитети, така што се радувам да што повеќе се враќаат во родните краишта и да што повеќе инвестираат овде. Ново село е една од најиселените општини во југоистокот. Општината смета дека потенцијалот е токму во враќање на дел од иселениците кои тука можат да инвестираат. Регионот е погоден за рурален туризам, органско земјоделство, а главен адот е тоа што е погранично место на македонско-бугарската граница, поради што има и голем проток на луѓе.